Добро вечер, добре дојдовте во уште едно издание на интервју на движење Бојкотирам. Вечерва на моја особена чест и задоволство, по многу кратки, ефективни и брзи преговори, Бранкица Димитровска, активист за правата на луѓето со попреченост. Добро вечер, Бранкица. Добро вечер, Саша. Многу ми е мило што си тука. Мене исто благодарам на движењето Бојкотирам, што ни дадоа прилика да си искажеме нашите проблеми. Инаку ние ги користиме сите медиуми, не одбиваме ниту еден медиум да си ги кажеме маките, се со цел да не слушнат сите, и едните, и другите, па и третите. Точно. Значи, морате да ги користите се што ви е на располагање, дури и да се снимате вие сами на Facebook, на било што. Ако сакате нешто во оваа држава да се реши, и во било која, не е тоа разлика, мора да бидете досадни. Значи, од секаде да се појавувате на трибини, на телевизија, на YouTube, на секаде каде што можете, на Facebook. За да проблемите толку им се натрупаат. Јас гледав, мислам, ќе кажам една интересна сцена од филмот Бегство од Шошенк, кога тој затвореникот им праќаше 4 години писма, ве молам дајте ни пари за библиотека, ве молам дајте ни пари за библиотека, и четвртата година му вика, еве ти пари, еве ти книги, почни ја библиотеката и те молам престани да ни пишуваш. Више ни досаде секоја недела писма. И тоа е некако као репер, да бидеш досаден и упорен, кога сите викаат не, и тоа е всушност и ние го правиме. Бранси, да почнеме со едно општо прашање. Каков е односот на државата кон вас? Значи, имате ли нешто да пофалите од досегашните искуства или нешто да замерите? За барањата ќе кажеме попосле. Каков е односот на државата кон нас е дискриминирачки, у најмала рака. Без разлика, значи сега тука не сакам ниту една партија да напаѓам, политичка партија, нели власти се менувале, знаеш, кога станува збор за нашите права, секогаш се нема, како сите да пеат во еден ист глас, како во хор сите да пеат, нема пари. Зошто да нема пари? Кога јас плаќам данок, јас сум даночен обвртник, нели, кога плаќам и сметка, и струја, и телефон, и се, значи на се има ДДВ, зошто јас да ги немам тие права, како што, значи, не претеруваме, ние не бараме многу. Ако во член 9 од Уставот вели сите се еднакви, нели, во државава, не знам зошто да не сме ние еднакви со нив. Страшно е, значи имам пријатели кои што беа и членови на комисијата против дискриминација. Еден професор, мој професор, инаку сум студент на правниот факултет во Штип, да ги поздравам професорите од таму, во Реден. И мој професор беше член на таа комисија и рече, само можам да кажам дека лицата со попреченост се од маргината дури на маргините. На самата маргина, па дури на маргините. Во една ваква држава, каде што сите сме на некој начин дискриминирани и забораени од државата, не само вие, можам да замислам каква е ситуацијата кај вас. Значи, вие најверојатно сте секогаш на опашката од решенијата, од вниманието. Иако, да кажам дека сегашната веќе не е она министерка Рашела, ја избрка, сега не знам кој е за труд и социјала, но многу амбициозно најавуваше Мила Царовска решение на вашите проблеми. Што се случи со тоа? Еве ќе почнеме од назад, значи.
Ајде почнеме. Јас можам да почнам и од 90-тите, пошто тогаш се повредив. Го поминав и она транзиција и се до тоа беше уште потешко, но ајде нели со европски вредности се сите пропагираат нешто. Што се случи? Може и се забележал со господјата поранешна министерка Мила Таровска, дури ми избега на една ТВ дебата. Прв пат да се случи министер да избега од ТВ дуел на национална телевизија. Донесоа закон кај што буквално имаше беа контраверзни тие членови, тие ставови што ги има и така таа начелата која ги гледаш од законот, викаш супер, топ, бомбона, као у Шведска да живеам. Ама кога ќе појдеш член по член, кога ги разгледавме, вака и со правници вака, па и до толку, па и не сме ние знаеме да читаме, нели? Имаше буквално член 54 става 2 вели лицето кое што користи додаток за мобилност, поранешно сега е попречено, доколку користи персонален асистент, што претходната власт, тоа беше проект на претходната власт, само што овие кога дојдоа ги искористија тие фондови па го реализираа тоа. И вика, ако има персонален асистент, тогаш нема право на додатокот за туѓа нега. Нашиот додаток за попреченост е 7000 денари. Значи, едно право со друго право не смее да се врзува. А што е персонален асистент? Дали тоа се сваќа родител, пример? Дали можеш да го не дава, не, во законот вели родител не, роднинска врста не. Значи некој надвор од семејството? Да. Тој што тие луѓе одеа на обуки, јас сум меѓу првите што добив асистент, кај што тие луѓе идеа на обуки, тамо и обуките не беа како што треба, значи ние инсистиравме ние да ги обучуваме асистентите, затоа што не може некој од Црвен крст кој што прв пат гледа лице со или прв пат бил у контакт со лице со попреченост да знае повеќе од мене. Мене дури мојот персонален асистент ми кажуваше, вика, тоа беше хаос, вика, дури не знаеа доктор што ги вршил едукација, не знаел да им покаже како се расклопува количка, па мојот асистент им покажувал. Така да, некако ајде, ја поминаа таа обука и, значи, нели, веќе имаше мечинг правеа, знаеш, дури тој мечинг не го направија на лице место за да видат кој асистент со кој корисник, нели, ја имам различит карактер, тој другиот асистент има може друг карактер, да име кој со кого се одговараме, знаеш, и тоа не го направија, него едноставно му вика, асистентите јавува и кажува, ова е страшно, вика, само ми дава име и презиме, вика, и диагноза, нити знам, вика, диагноза, нити ништо. Што ми значи, вика, мене и презиме, ако ја претходно не сум имала пробни, например, 2 недели или месец дена, да речем, берем пробно, како ќе иде, знаеш, како ќе, оти видите, тие луѓе потпишуваат договор. Значи, тука имаш веќе тој човек ти влегува дома, нели, го пушта со својот дом. Значи, треба тука да има и дискреција, колку јас имам доверба во тој човек, колку тој човек моите проблеми или маки нема да ми ги каже надвор. Значи, треба да се стекне на доверба за да отпосле нели се потпише тој договор и се. Јас ја имав таа среќа што мојот асистент и претходно ми се наоѓаше и ми помагаше, колку пати ќе го замолев, на сајте молам, значи неам леп или знаеш да инаку возам кола со рачни команди, сега викам за еден леп, да треба да палам кола, да идам да купувам, знаеш, некојаш ќе се случи. Не си во можност едноставно, болки имам или такви работи. И ми се наоѓаш и му реков, значи, има обуки, дали ќе сакаш? Значи ги плаќа, сега проблемот го имаат асистентите, тоа што Саше не се осигурани, ниту им иде стаж, ниту ништо. Јас сега се прашувам, значи, може да се случи, значи, Атанас, или, ајде да речеме некој си Стојан или Петко или Гордана, некоја пример од асистентите, може би ќе биде асистент кај неколку корисници со текот на времето и 10 години.
Зошто тој човек утре да нема стаж, утре да нема право на пензија? А И зошто нема? па ги водат као под проект некој нерешен статус. Така. Значи не е тоа како редовна работа, него на проект и се толку Да. пари има, ама стаж не му тече. Не, Као никако. искуство нешто му рачунаат добиено, ама стажот Да. работен не му тече. А тоа е Да. буквално малтене целодневна работа, што се вика. Да. Со 4 сата има дневно и сега јас си ги распоредувам како мене ми се договараме. Така? Знаеш, веќе кој ќе стекнеш доверба меѓу себе и се договараме, нели? Ама не мора да бидат 4 сата континуирано. Значи месечно вели месечно имаш право на 80 часа. Така, како ќе ги распоредиш ти, твое. Сега, што се случува? Ја многу пати сум одела и на обуки, и на семинари и такви работи, мене ми се случува да еве асистентот да треба да е со мене. Ја за рок од 3 дена, ако сум викенд, например, претежно, идат, нели, обуките, семинарите, четврток, петок, сабота или петок, сабота, недела, ја ги пробивам за 3 дена тие 80 часа, нели така? Ако реално гледано. И тука се направи дискриминација, баш и кај нас, например, што се случи со нас од институциализацијата која ја правеше Мила Царовска. Например, овие што ги извадија од Бања Банско, од нели од овие нели после тоа се извинам. Ги извади од Бања Банско за деинституциализација и на нив им дадоа, значи тие луѓе, значи ја немам ништо против, значи сакам стварно ја заслужуваат, ама се направи дискриминација меѓу самите лица со хендикеп. Сега вели, за тие луѓе што се од деинституциализација у мали групни домови, нели со по 20-тројца, ти имаат и нега и персонална асистенција 160 часа. Дупло. Луѓе се дупло, а се нели во овие мали групни домови. А нас што ние сме реално надвор, што ја немам неговател, што ја зависам буквално од се, значи ја имам само 80 часа. Значи ти која што живееш дома во сопствен дом и не си на трошок нели во прифатен центар како го викате тоа, во негователски во групни домови, фактички си дискриминирана со помалку часови. А тие што се во домовите под константен надзор на медицински лица имаат повеќе. Па им дадоа нели као нели па имаше Мила Царовска оно нејзин пиар што го неќам да ги инволвирам лицава, да ги именувам, знаеш кои беа, ама пиарот очигледно добро им работеше. Ги извадија од домови, па као им дадоа као по една мислам као установи или нешто така, као мали групни домови беа и као и тука им ги наместија со телевизори, со ова нешто као ова нешто као решението со децата сирачиња што беше, што ги дадоа наместо во институција по домови по 5-6 дечиња, така нешто го рече и тоа, како што знам. Да. Сега да се навратиме на законот. Кога излегов на прес, ние се собравме 3-4, излегов на прес, повикав и сите тогаш, не вика ти ова партиски, море луѓе, другари, не е ова партиски, дај викам да се организираме. Не, и кога почнаа луѓево да си читаат, кога почнаа да наидуваат на проблеми, а кога ги викав, ајде на протест, сега вика, сега ние ќе гориме. Еве луѓе, викам, утре ќе гориме сите, дај да не се запркаваме, дај да излеземе, дај сериозна е работа. Излеговме ние 4 души, онака, ама доволно бевме, ја мислам сите медиуми тогаш ги искористивме, направивме доволно она што се вика галама, за да те пуснат и другите, па алармиравме јавноста и почнаа луѓево да реагираат. Не можеш да дојдеш до јавна расправа, значи немаше никаква јавна расправа. Господјата Мила Царовска таму на филолошки или на филозофски факултет си повикала нејзини блиски невладини
Аха, добро е, окей, се служуваме. Не, Добро, барав јавна расправа у собрание. И шо направи сега, нели, имаме пријатели, ово, она, искористив, влегов у собрание, тој што е нивниот таму пратеничкиот тој клуб што е, и начекав таму сите и сега да бидам искрена, тогаш го повика Владко Ѓорчев, пошто тој беше председател на комисијата за труд и социјално собрание в парламент. Она што ни се случи инаку во тој момент имаме ние внатре во парламентот имаме интерпарламентарна лоби група. Значи од сите политички партии направена една лоби група кој што да лобират кај нас. Тогаш беше председател господјата Просина Ременски. А воопшто не сакаше да ја свика интерпарламентарната лоби група, за да они пак по нима иницијатива за да нели побараат јавна расправа. И морав да заобиколувам. Дојдов до Владко Ѓорчев, така му објаснив се, му кажав како е работата и некако едва и тогаш пак нели ги буткаа оние закони нивни на брзина што идеа преку ноќ што им ги се сеќаваш пред Нова година неколку закони нели Да. Значи и сега да не испадне дека само јас СДС ги критикувам, јас после ќе ги критикувам и ВМРО и ДУИ и сите. Не ми е тоа никаков проблем, позната сум дека по тоа Кого сакаш критикувај, а кого сакаш пофали. Ако некој заслужил да го пофалиш, да го пофалиш. Да бидам реална, тогаш Владко Ѓорчев се заангажира. Дојде господјата, значи полна беше толку заинтересираност, значи ја не сум видела на јавна расправа, што ги гледам овие нели на собранискиот канал. Господјата тогаш лажеше, значи беше и у влада која се промовира персоналните асистенти и рече вработуваме. Персоналните асистенти тогаш и сега они се должни да се пријавуваат секој месец во бирото за вработување. Јавната расправа почна толку фалење, јас си реков, боже мој, па ја кој Шведска да живеам. Реплики, ја ќе земам збор, видеа со реплики, значи немаше соработка никаква од нивна страна, едва некако излобиравме за тој член 54 став 2 да се тргне. Нас не изземаа ние што сме со порано, значи со траен наод и мислење, например, јас сум 30 години веќе во количка со последица од сообраќајна несреќа. Но пак има сега еве овие нови што ќе аплицираат, вели вика, например, до 65 години. На 65 години нема право на додаток за мобилност, тоа е додаток на попреченост. И што беше интересно, ниту една од инвалидските организации, невладиниот сектор за лица со хендикеп, ниту една не го поддржа законот, освен оние незините блиски Хера, Куманот, да бидеме реални, Милоцаровска е излезена од невладиниот сектор. Пак мислам дека е баш од Хера. Не е баш од Хера. Мислам дека е баш од Хера и така да само незините ја поддржуваа и ниту една инвалидска организација. Мислим, толку арогантно некое понашање имаше тогаш, појма немам што да се Чекај, Бранкица, сега мене не ми е јасно. Меѓу вас, што сте организациите, има ваши и наши. Значи, ајде да збориме за еден сегмент на лица со попреченост. Со намалена мобилност, како се вика. И дали е можно дека некој човек што е со припадност на партијата една и друг човек со другава партија што припаѓа, да не можат да знаат кој им е заеднички именител. И дали може да е толку односот, значи што се случува? Они веруваат дека тоа е на вистина решение или само не смеат да приговорат на својот министер, како што, например, за тебе би рекле дека пред 4-5 години ти не си смела на својот министер. Ја не памтам кој беше за труд и социјала последен од ВМРО. Диме Спасов беше. Да. Сум смеала, Диме имаше бајги проблеми со мене. Да, сум смеала. Значи, дали има
ваши, наши министри, проблемите се исти, луѓе. Значи, што е, каде е кочницата? Нели е најдобро за сите било кој да ви го реши проблема, наместо да викаме дека е ова добро решение само затоа што е од нашиот министар дадено. Значи, Види, не ми е логично. Види, да бидам реална, сега оние невладини организации кај што управен одбор се лица со попреченост, ние сите сме сложни, но види, вака, имаш и невладини организации кај што немат, јас еднаш на еден представник од ХЕРА, бевме на преку ОПСЕ бевме, таа нешто сексуална едукација ќе држале за лицата со попреченост. И викам, господи, дали вие управниот одбор имате лица со попреченост? Па не. Па како ти мене ќе ме држиш едукација? Мене треба да ми држи едукација некоја жена, девојка која што е со попреченост, која што го поминала тој процес. Значи, ја имам пријателка. Ама она каталог гледала, најверојатно, и како тоа го прават во Германија, и ќе ви го прераскаже каталогов, фактички. Имам една пријателка, тие се и маж и жена се, имат прекрасно детенце и они двајцата се во инвалидска количка. Прекрасно детенце веќе 20 години заврши факултетите. Викам, она мене може да ми каже како поминала низ целиот тој процес, нели збора ми после и бременоста, како и течало и се. Ама некој што не е у моја ситуација да ми каже како, не можам да разберам. Значи, тоа е се, некој си таму, си течат проекти, си лупаат пари. И јас ги почитувам оние организации кај што управен одбор се лицата со попреченост, кај што работат, знаеш, ние викаме од нас за нас, другите не ми имат некое влијание. Значи, еве, тука ги почитувам и родителските организации, Ресурсен центар, Дајте ми крилја, Полио плюс е тука, еве. Малку се натегаме со сојузот, со сојузите, пошто они, знаеш, трпат државни пари, од државна КПС. Така да, ама, во глобала, ние, лицата со хендикеп, го имаме тој став, значи, тие се тие проблеми, што нас не тиштат. И многу пати кога сме седели на обуки некои, дали за политичка вклученост, дали за било што, значи, сите викаме, луѓе, дајте да најдеме некое чаре, затоа што вака не бива. Јас никогаш, да бидам реална, сум нели, имам право, ја као секој граѓанин, имам право на политичка определба, ако сакам, така? Многу пати и сум ги критикувала, например, како член на ВМРО, ја исто ги ме слашам, сум имала проблеми, значи, и со пратениците за да докажеш што дека тоа ни треба, таков закон ни треба. Но, пак и со овие имам, сум се расправала, не, со се со цел правата мои си ги барам, тоест ние си ги бараме нашите права, загарантирани со меѓународната конвенција која се ратификува во 2011, загарантирани со Европската конвенција за човекови права исто. И да ги подсетам, декември некаде, сите политички партии ги подсетувам, подпиша, мислам дека беше 20 или 27 декември, да нема државниот збор, декларација у собрание се подпиша за вклучување на лицата со попреченост во политичкиот живот. Тие толку убаво се насликаа со благодарници и се, за да на крај ниту една политичка партија, кој прво не ги запази препораките од Меѓународната конвенција на Обединетите нации, и второ, значи падна на тестот, ја им реков. Немаше ни еден на една листа некој лице со попреченост? Мислам дека господин Зоран Заев, тоа четворка ли е, која изборна единица е таму? Таму некаде имат, ама тоа е дали 16 или 17 место, некаде така. Значи колку да се попуни. Да, и што е понижувачко. Ја не би прифатила такво нешто. Како и да имаше револтирани, јас познавам, например, лица со попреченост кои што се нели и од ЕЗС, и од ДУИ, или немам врте, или од БС. Да. Но по тоа прашање, ние сме обединети. Знаеш што е? А уште ли, кај вас, уште ли функционира таа слога?
нема ли етнички здруженија што се во Западна Македонија само албанци, да се здруженијата само роми, само некој. Уште ли сте мешани или има и таму Јас еве на здружение пример, по јас етнички сум линии? јас сум председател на Здруженијето Хендикеп Плюс со седиште во Крија Паланка, значи кај мене има и роми. Јас не правам разлика, знаеш што е, неблагодарно е ние меѓу себе самите да се делиме по етничка или верска или како да кажам религиозна пределба, бидејќи многу пати имам кажано хендикепот не вели, абе чекај ово е македонец, ај ќе го оставам или чекај ово е албанец, ќе го оставам или ром. Не, тука сите ги делиме истите маки. Сите. И јас дури сум работела на проекти со Active Life, еве, од Тетово, тој што не финансираше швајцарската амбасада, имаме заеднички проект, прекрасна соработка, значи, и многу пати, значи, немало на албанец, македонец, мислам такви работи да се напаѓаме. Нас не е тоа целта. Нашите права и дома, кој како, дали некој на Аллах се моли, дали на Исус или да речем, ајде сега и на Буда. Тоа мислам да те прашам дали се ушуња и политиката и таму па да се и тие пари малку што ви следува да се делат по етничка линија, затоа што не ми е далеку од умот и такви нешта да почнат да прават. Види, ако збориме за права, оние социјални трансфери што ги зборам, еве додаток за мобилност или социјална помош или сега по новото е гарантирана минимална помош. Значи тука нема поетничка линија. Или имаш хендикеп, имаш комисија на социјални комисија. Да, каде следи пер капита по глава. Толку ти следи, толку му следи на тој утето. Да. Туку зборев поише за оваа НВО секторов, као да ги делиме парите за здруженијата за закон. Тоа не е курсеви, пропратни работи. Не зборам чисто за негата или за потребите на лицата, пошто тоа знам дека се добива по пречено. Значи, ако имаш тоа и тоа, ти следува тоа и тоа. Него мислев дека имаш нешто што се одвојуваат за НВО секторот и сега малце да се двојат по етничка линија, да се даваат у Тетово повеќе пари, у Паланка помалце, на невладините у Струмица повеќе, у Скопје помалце, така мислев да не има нешто некој безобразност. Невладиниот тие се државни пари. Мислам, зборам за буџетскиве пари. Нели следи некој процент од буџетот за НВО активности? Не. Многу мал е процентот за невладин сектор, кој што се објавува преку оној сајтот. Многу мал е процентот за невладиниот сектор, има нели на сајтот на влада има НВО со работка и тамо аплицираш. И се си зависи и од менаџментот како како ја менаџираш ти невладината организација. Колку имаш способни луѓе за да ти изработат нели апликација за проекти или светководство, такви работи. Значи тука оние поспособните невладини организации, ајде да кажам, се снаоѓаме и аплицираме претежно на европските фондови. Сега што ги нудат преку овие ИПА програмата, или јас имам работено со прекугранични кросбордер програмата и такви работи. Но мене, тоест нас, ние невладините е едно, нели друго. Зборам за овие што се сојузи на така што се као државно финансирани. Да. Сега, има таму проблем еден, кај што тие се финансираат од држава и сега имаш лотарија, еве се од средствата на лотарија, зимаат средства баш као од министерство, плюс нивните таму имаат и правници, тоа е на платен список. Ако ќе ги прашаш како сојуз да излезат у пресрет на некого, нели со правен тим нешто да помогнат, не. Значи, тоа е еден и они претежно не се мешат Збориме за луѓе што се платени да бидат некој сервис ваш и кога ги прашаш ти за нешто те одбиваат. А они земат плата, идат на работа за тоа. Јас сум била член на Сојузот на телесно инвалидизирани лица до 2006, поради тоа што и таму сватив, кога велам дека нешто не чини, а он му ќути на
на овие од власта, зошто му ќути, затоа што зависи, нели, Да, работата му виси. Велам ајна протест за нашите права, не, значи, кога те финансира држава, ќутиш, така ги сватиш дека Зошто бе Бранкица ќутиш? Значи, ако ја тоа го кажав, сега маце ќе избегам од темата, па ќе се вратам. Ја тоа им го кажав на еден друг подкаст. Значи, луѓе, неоправдан е стравот ако работиш во државна администрација дека некој ќе те избрка ако си контра, не знам, тој што е на власт. Луѓето што се со договор на неопределено, многу тешко можат приватњаци да ги избркаат, а не пали држава да се тужи со нив. И јас знам дека 90% државата кај што се чепнала да брка луѓе што се на неопределено време, 90% плаќала казни и луѓето ги враќала повторно на работа по тој конфликт кој ќе се разреси судски. Затоа што у принцип е глупаво јас да се осеќам, еве да речеме теоретски партијата ми дала, некоја партија ми дала работа. И сега јас одам на работа. А ја не одам, не лежам таму у кревет, работам 8 сати. Значи, јас мојата лојалност си гледам дека си ја исплаќам со квалитетна услуга од моја страна, а нема потреба оние, значи не знам, најверојатно тоа е и светски проблем, не е само кај нас, оние цивкања по митинзи, ај дојди вамо, ај дојди таму, па ако сум те вработил, ја мораш да се потпишеш во некој тефта. Значи тоа е глупост на која час поскоро мора да ставиме крај, затоа што луѓето не идат да лежат таму. А еве добро, партијата ти нашла работа и ти си се вработил и земаш некоја плата. Ти си работиш за тие пари. Се ако дремеш, не знам, тоа е друга работа, се имам и случаи што седат дома. Те прекинам, значи те прекинам, велиш, ако ме вработи партијата, нели ќе покажам лојалност, работам 8 сати. Ами зошто лојалност? Ја покажувам, ако ме вработи мене партијата, ја ќе покажам лојалност кон државата, не кон партијата. А тоа ти зборам. Значи јас сум лојалноста, ја ќе бидам одговорен граѓанин ако ја покажувам лојалноста кон државата, ако ги почитувам законите на државата, така? Да. А не лојалноста на партијата. Јас со приватна фирма работам и не чувствувам лојалност кон фирмата, си чувствувам лојалност кон платата, да ти кажам право. Значи, ако ми ја даде истата фирма, друга фирма ако ми ги даде истите услови, одам, или ако ми даде подобри услови. И не знам зашто тоа не функционира. Што им е дужен вработениот, што е еве го вработиле тие здруженија на регионално ниво, и се мора, он не смее да искочи за правата на луѓето кои всушност треба да ги застапува. Ама добро, тоа е менталитет што треба да се надмине со една надпартиска. Ние дури баравме, имавме иницијатива, ја викавме Лото мое мото или Лото јаболко на раздорот, она со Фолио клуб ја водевме таа кампања. Ти знаеш, ние побаравме оние средства и посебниот фонд и од средствата од Лотарија на Македонија, што е значи појавен повик да си аплицираат и невладин сектор, а не само да се делат на сојузите. Значи, брат, значи има јавен повик, повели аплицирај. Ако си кадарен, ако, нели, имаш... Ако имаш проект. Да, ние така баравме, но не им одговара, дури и на власта не им одговара да го тоа да го направи, поради тоа што таму е грото од лицата со попреченост е таму, по сојузите. Оние на национално ниво. Она што да ти кажам, може би еден од пореалните тоа што беше Спире Рицевски. Еднашка овие што се сојузот на телесно инвалидизирани имаат некои апартмани таму у Белјанин извори во Охрид, и ние баравме, значи не само член, да мора да си член на сојуз, на тој сојуз, па да можеш да користиш апартмани, да идеш на одмор, туку баравме сите по основ на попреченост, нели,
Сами од телесен инвалидитет и тоа знам спире, убаво се сеќавам. Рече, па на нив им се обрати, рече, вие се понашате како монопол. Значи, не можете како монопол да се понашате. Значи, има некој што не е член на Сојузот, може да член на Полио Плюс или у Дајте ни крилја или кај мене у Хендике Плюс. Ама, ние имаме тука лица со попреченост кои што така да отидат на одмор. Нема, значи нема финансија таму тие апартманите, знам дека тогаш им дава као 200-300 денара од ден и нешто као превоз имаше платен. И знаеш сега на тие 7.000 на лица со попреченост некој да ти го плати патот и да ти даде плюс 200-300 денари од ден, им значи и многу пати. Да, како не, абе на обичен човек му значи одмор да искочи од својот град, да види друг природа. Со тоа ги врзуваат. Така да многу пати доаѓале кај мене у здруженија, имам Бреница проблем, викам, а зошто не ви ги решат таму проблемот? Ама знаеш, не можам, вика, после нема да ме пуштат, нели, нема да ме одобрат, вика, за одмор во Охрид. Ама пак, ние на локално ниво сме пак обединети тука и локално работиме заедно. Ја викам, сега почнавме и да се обединуваме и на ниво на Република Македонија, така индивидуално имаме некои иницијативи и ја мислам дека Сакам да те вратам на малце порано на муабетот пред 10 минути. Ти рече дека требало, нели, била донесена нека декларација за вклучување на лицата со хендикеп во политичкиот живот, но јас одам и чекор понатаму. Велам, како може некој кој реално не го живее тој проблем, да ви го реши проблемот? Во еден мој разговор со еден наш заеднички пријател, Зоран Мијалков, Зоке, му го предложив буквално ова. Значи, ние да се Јас ти кажам наискрено, пред луѓе, и ова ќе остане снимкава на YouTube, што се вика 100 години. Значи, јас ти кажам најискрено и најотворено. Не сакам јас да ви ги решам проблемите. Сакам вие да донесете решение. Значи, пример, јас ти кажам, јас кога би бил во позиција на моќ и да решам. Луѓе, еве ви у Десарет, сите организации, платено, седете 10 дена. И дајте ми мене некој документ и кажете ми, Саше, ова кошта на решение на сите наши проблеми. Тоест, не може сите проблеми, туку она што е и понатаму ќе искрснуваат нови проблеми. Но, кажете, решение, седевме ние 50 здруженија на луѓе со попреченост во движењето, седевме 7 дена, дебатиравме и ова е документот што го донесовме. Значи, нас не треба овие 20 страници. Колку кошта луѓе тоа? 3 милиона евра. Еве ви 3 милиона евра. Буквално така, значи, не сакам да ви се мешам во решението. И утре, ако нешто не функционира, вие сте криви. Значи, до година вие ќе си го поправате. И вие сте луѓе, ќе сгрешите, така? Нешто не може све идеално да биде. До година, од тоа што вие самите сте го предложиле, ќе речете, да, ова 80% одеше како што треба, а 20% ние утнавме во проценките, не беше така како што се надевавме, и тоа ќе го смениме. Бојром, колку ви треба? Сега 3200. Не сакам да разговарам за тие пари, затоа што за тешки глупости има пари у државава. Тешки непотребни глупости. Апетисани по министерства. Не знам, глупости, гуми за Мерцедес од 7000 евра една гума. Тоа е цела година покриена на едно лице со било како со посебни потреби со хендикеп, гумата е отидена. Значи, ја да сум као домаќин, како дома кој ќе не фати криза, кинеш, значи, само да им влезам у тоа владата, има да им најдам 2000 работи кај што може да скинам и кај што може да се пренасочат не само кон вас, и кон сите други што вака чекаат и пекаат. И на Зоке му го кажав
Ова, значи ја буквално ти кажам, не сакам да знам што ќе се договорите вие. Што ќе си се договорите? Тоа ќе ви го давам. Ако речете регионален ни треба скокалница на Пелистер, тоа вие сте си решиле, вие го Зоки ми вика ти си многу неозбилен. Камо ти е програмата? Бе, не ми треба програма, човек. Ти напиши го што ти треба, ја ќе ви го дам. Не ми треба програма јас да читам сега, да учам за лицата со хендикеп, па да ти препричавам за деца со аутизам, па тебе да ти препричавам што 10 години го живееш тоа. Што можам ја да те научам тебе што ти треба? Што ќе разговараме ја и ти? Ти знаеш 100 пати поише од мене. И ја политички ти кажувам, буквално кажи ми, ни треба, он ми вика 6 регионални центра. Каде ти треба? Таму. Викам Зоки, за да видиш колку сум озбилен. Сакаш жена ми да ви ги нацрта сега, одма. У моментот, да ви ги нацрта проектите. И вие да си отидете у влада без пари. Да си отидете у влада и да си ги поднесете, да речете, за нас ни треба толку, 5 милиона евра. Ама не разбираат луѓето дека така функционира. Вие треба да барате, а не да викате, дајте бе се нешто сторите. Не нешто, ова сакам да го сторите. Ова. И тоа е. Ја многу пати на лицата со хендикеп велам. Луѓе, значи, не се директно барат пари, се бараат системски решенија. Системски решенија. Значи, например, ти ако имаш добар закон, ако имаш добри системски решенија, ако имаш добри сервиси, образовни асистенти, персонални, негователи, значи и самите родители, например, на родителите на децата со попреченост, вели, не можам да отидам на работа, имам образовен асистент, а пак ако имам образовен асистент, немам персонален. Сега вика треба да го плаќам тој персонален, што не го следува, вика или образовен или персонален. И вика, имам проблем. Значи, колку се такви случаи бе, Врангица? Значи, 5 нека, 10. Многу. Значи се бараат. Ама многу се овие што им треба двајца? Не, колку бараат може да системски решенија се бараат. Значи, ако тој родител има обезбеден образован асистент и ако знае дека после училиште ќе има персонален асистент што ќе го донесе детето дома, тој родител ќе може да оди на работа најнормално како ти што идеш, како ти иде комшијава или се, и ќе си дојде до пензија. И им се олеснуваат и маките на родителите, ја разбирам. Чекај, ако работи лицето со попреченост, не му следи накнада од државата, така? Ако ти се вработиш у нека фабрика, ти ги прекинуваат средствата? Како функционира тоа? Не, ако сум корисник на социјална помош, тогаш да. Тоест гарантирана минимална помош, тогаш да. Не, ти добро, ти си корисник на она што те следува за хендикепот. Не си за социјален случај или ваму таму. Тоа ми е јасно. Но ако се вработиш и земаш примања, пример 15, 20, 25, 30 јади, не ти го кинуваат ова. Не. Си стои тоа, Да, тоа си е додаток по отстап за попреченост. Толку. Да. Она што има со новиот закон што наидоа на проблем, овие што се згрижувачките семејства, нели, ги имаме згрижувачки семејства кои што се згрижат деца со попреченост. Овдека се случаи на две деца кои што се членови кај мене удружени и се слепи. На нив у згрижувачкото семејство, значи женава кажуваше, вика, пуштавме претстапки, такви работи, им го скратија додатокот за слепило и тоа е 7.000 денари. Кај нив е за слепило, кај нас е за попреченост, глувите за додаток за глувост. Им ги скратија. Викам, баш еднашка на една национална телевизија правевме муавет и викам, значи не може. Тој го стекнал тоа право по основ на неговата попреченост, тоа е со случајот слепило. Не го стекнува правото по основ на биолошко или згрижувачко семејство. Значи, не може. Самиот закон не го дава тоа. Значи, Ама и контрадикторно е. Дискриминација се направи тука и кај нив во однос. Ние дури баравме изедначување на родителиве, на деца со на биолошките родители со згрижувачките семејства.
Значи, грижувачките не дека ги критикувам сега, не сакам ги разбирам и нив. Но, пак што требаше татко ми да направи, да се откаже од мене и после да ме згрижи, за да прима некој додаток. Татко ми, Да, тоа е малце нелогично. Јас сум дете на транзицијата, значи јас се повреди 90-та година, некаде 95-та, кога ги почна со затварање на тие фабрики. Татко ми го отпуштија на работа, куќа до плоча, ненаправена, заглавени кредити. Татко ми никогаш не рече, ја имам дома дете со хендикеп, дајте не ме одбркајте од работа или вработете, или сакам таж, ваков, таков. Значи, родителиве, не ги ја, сега ќе речат ти нас не критикуваш. Не ги критикувам, се делам луѓе системски решенија. Сега дека бараме пари за ова, пари за она, пари за ова, пари за она. Еднашка ми рекоа, Мила Царовска им рекла, па вие барате ние да ви даеме пари за вашите деца, што си ги чувате. Значи, треба да се барат системски решенија, не пари. Ја имам дете, 26 години или 22 години, значи, користи посебен детски додаток до 26 години, сега плюс се бара за родителот, нели таму после колку години, и тоа им дадоа пособ на тоа што го чувал своето дете да дојде до пензија. Сега од една страна велам, луѓе, па татко ми не барал за мене по основ на хендикеп, он не се пензионирал, него работел у текстилна фабрика. Значи, рмбал, работел, мајка ми болничар беше у болница, рмбала, работела. Јас сум била, и они имале мака со мене. Тоа и секогаш алудирам, системски решенија требат. Тие центри требат, и сега велам, и дневните центри треба да бидат под мониторинг на нас, лицата со хендикеп, значи, или мора тоа да се мониторира таму. Не може ти во Крива Паланка во дневен центар, кој што е нели до 25 години ги ставили и они од 40 и неколку години што се со пречки во развојот или со психички оние пречки што ги имат, не ги знам сега до толку сите дијагнози. Значи, мора тука да се воведе некој ред, ние со Зоки еднашка дури и правевме муабет, можеби најдобро решение е она општествено одговорни компании. Но тоа функционира. И во Германија функционира, значи имам брат таму се селија од убавиниве у Македонија што ни се и работувањата нели што блескаме. Сум била на 2-3 пати, сум правела муабет и таму има инвалидски организации. Секаде, значи, видите, Косово има подобри услови и подобри права за... Не ме чепкај за Косово. Не ме чепкај за Косово. Ништо нема подобро Косово. Ништо. Не. Ако се однесува, види да ти кажам, кај нас, знаеш што се прави еден проблем? Има дискриминација кај воените инвалиди. Значи, тоа е закон што е останат од Југославија. И сега овие што учествува у конфликтот од 2001 што биле, тие, например, имат додаток од 30.000 денари, туѓа нега, да не зборам 2-3 пати повисока од мојата, а мојата е 4.200, и плюс на секој 10 години нив ги следува мислам дека 24% плати за обнова на возило, помош при обнова на возило. Оние кои што возат на рачни команди. Каде е тука дискриминацијата? Нема ли тука дискриминација дури помеѓу нас, а ние се знаеме? Значи, познавам луѓе што биле во конфликтот и останали инвалиди. Ама, самата меѓународна конвенција вели, не смееш ти да ги етикетираш дали бил од воен хендикеп стекнат, дали е така роден, значи хендикеп е хендикеп. Да. Ние бидеме сите исти, или ако нема за никого, нека нема за никого, ама сите исти да бидеме. Па добро, и нелогично е, ако некој изгубил можност за одење во војна или во собраќајка, и ти и тој не можете да одите. И тоа е во Количка, и јас сум во Количка. Тој има 30.000 примања, јас имам 7.000. Па добро, тоа за војната малце емотивно. Ама пак не исто е. А шо? Чекај сега, а јас што сум седела дома и што мои роднини пријатели... Пробувам да логицирам, значи исто е хендикепот е буквално, него пробувам пак некоја логика да најдам за тоа херои, асоцијација.
нема логика. И готово. А, Сите еве, борци, секој различно ја брани Македонија, некој на да, терен, некој ама не, го тоа не спорам. Тоа не спорам, туку ти викам, барам некоја логика у нивната одлука зашто има они повеќе, ама не можам да најдам. Значи и ти си во количка и тој е во количка. Тоа е истата работа. Мене дури кога идевме индивидуално, поединечно пред таа јавна расправа у собрание, поединечно идевме од партија до партија у собрание, знаеш, сите поединечно траевме муабет. Мене господјата Шахфаска ми рече, и тоа она е доктор, мислам дека е уролог, не знам точно. Карши мене седна и ми рече, па види, вика, 7.000 денара не се за понижување. Молим те, викам, види. А сега, кога беше кризнава состојба, која рекла да тиват по... Леле, имаме кредити, вика, па, деца, ова, она, како? Викам, чекайте бе луѓе. Ами ние која баравме, вие на нас не викавте многу барате, знаеш колку им баравме? Па што не им пиша? Што не им пише, бе, кај нас на сајтот ќе те објавам. Добро, ти нели си ти таа истата што ми рече дека со 7.000 може да се помине? Еве помини сега ти. Не со 7, со дупла. Секаде им пишувам. Секаде, кај ќе ги видам, така им пишувам. Значи, ако имаш нешто, одма пушти ми го мене на сајтот ќе ти го пуштам, одма. Такви работи, одма. За тоа не ги оставам на мира. Значи, пишувам, гледам дека и кривица со попреченост, со хендикеп, како и да е, гледам некако се обединуваме. Многу се разочарани сите од сите политички партии што по конвенција. Абе луѓе, зашо не го послушате овој мој совет? Значи седнете, не мора никој да ви плаќа ништо. Најдете се, речете другата недела на свој трошок, еве ќе даеме по 2.000 по 3, да седнеме и да им го даеме документот. Сакате глас? Еве вико, ова е условот. Бојро, ова е. Ние што го имаме овој проблем, решивме дека нас не треба ова. Ќе го дадеш ти? Не, ќе преговараме. Нема да преговараме. Крај. Тоа е. Кога има за луѓе да седат дома да земат плата, која има за 300 глупости и за ова ќе има. Најди си пари. Ама криза, не ме интересира. Значи, јас те плаќам, јас не ги плаќам владата за изговори да ми дава. Ја и ти ги плаќаме, знаеш. И сега ја не ги плаќам за изговори за решение. Реално тие се неуки и не знаат на нас што ни е потребно. И реално секојаш доаѓале кај нас во здруженијата и барале као што ви треба, како треба. Реално сите политички партии, па или организациите, нели, генерално борба за глас. Генерално она што се проблемите ги секоја невладина, значи не бира средства, и ги поднесува програмата, ја поднесува и во СДС, и во ВМРО, и во ДУИ, значи секаде ги се поднесува иста програма. Ама види, гледај грешите. Ама работава што лажат, Саше, лажат политичките партии, лажат. Партиите, добро, јасно ми. Него, кај грешите вие? Ти како хендикеп плюс носиш посебно у партиите, некој друг носи посебно. Да седнете и една генерална програма од сите, мислам ваша програма, и да речете, луѓе, ние сме 5 организации, 25, 55, со толку и толку члена. Секој глас киде кај вас, ама за ова нема дискусија. Еве вего, сакаме да го прифатите вака како што е. Ние сме решили. Сега, може грешиме, следна година ќе има ваму репрограмирање, поправање, нешто ваму таму, и за 3 години ќе имаме идеални закони. И тука више го внесуваш решението у систем. Ти го кажуваш, ќе утнеш малце првата, ќе утнеш малце, и третата више ќе биде топ. И ќе си функционира, и тоа си иде. И више ќе знаат они, за таа работа треба да најдеме 6 милиони евра, за таа 7, со 100 милиони евра ќе ве решат сите. Види да ти кажам. Има 2.800 за нив. Па нели е тоа глупаво? Абе, и едните, другите, и третите лажат. И сега ќе кажам вака. Значи, ВМРО со проектот 2014 никаде ниту една пристапна рампа не направи. По наша иницијатива, музеот на ВМРО, што е, таму се направи отпосле рампата. Отпосле беше тоа? Отпосле се правеше рампата. Значи, и они паднаа...
ќе го стрељала архитектот. Значи тоа е европски стандард денес во на 2020 триумфална сегде да има пристапна рампа. на Сегде. триумфална Поготово музеј. на триумфална порта, нели можеш вие можете да се качите горе, нели? И јас Не сум се качил да ти да кажам. него не сум се ни ја качила, не сега да него именувам кој министер тодешен. Именување. За транспорт и врски, поранешниот министер, викам, добро, викам, зошто, викам, сега, викам, триумфална, викам, како, викам, ја ќе се... кој па, вика, сега ќе се качи, па ти па, вика, сега, вика, у триумфална некој ќе сака од инвалидиве да се качи. Абе, јас сакам да се качи. И ти си должен поради мене. Ама што има инвалид по инаква желба од неинвалид? Мозокот ви е разликуван ваш. Шо? Со вториве, па сега, кога дојдоа на власт, кога беше оној НАТО фест, абе, сум се чудела тие... Сакаш да одиш на НАТО фест? Не, него се чудев, оние бини како ги монтира експресно, човече, за 3 дена. Наша една рампа, значи тоа е, наша може ќе коста 200 евра, оние бини, оние монтажни там, тоа е сигурно, кој знае колку коста, нели кажа, 600.000 евра. Ало, бре, со 600.000 евра ти и лифтови ки си наставил у институции, еве го Центар за социјални работи, нема лифт, нема пристап, нема рампа во Крива Паланка. Значи, доаѓам до приземје, удолу длабоко, угоре високо на спрат, и ја како ќе се качам да барам документи или да обновувам некои документи. Значи, ме насмеа со НАТО фест, уште се смеа. Па не, ги споредувам и едните и другите, значи исти грешки прават кога се зборува за нас. Политиките нивни веќе ги знаеме кој како што и колку размислувал за нас. Може ВМРО, да, тука мрдна со она, со додатокот за попреченост, они некаде чинам 2011 или како беше, некаде 12, беше некако. Одабра тој додаток за попреченост. Они реално мрдна и на многу полиња, сега да не се лажеме. Од комуњариве се измислени, поготово Груевски. Значи, он може не бил толку добар за лицата со хендикеп или за други, за трети, ама изгради, направи, нешто се случи, нешто се дешаваше. Еве, имаме 3 години кај што ништо не се прави, некоја улица, нешто чат пат негде кај што... сега да бидам искрена, ако веќе, нели, јас сакам да бидам искрена. Ајде. Значи, не ме интересира, рековме правеле, секој правел, да, ВМРО остави доста проективно, да бидам искрена, пак, еве, генсекот што е на ЕЗС, бидејќи од Крива Паланка, стварно се бори за градот, например. И претходниот Арсенчо пак Лексовски, тој пак знаеше и умееше да менаџира со европските фондови, преку европските фондови. Значи Паланка беше лидер во искористување на европските фондови, што градот доста, знаеш, далече и парки се. Значи секој по нешто. Да, паркот... Паланка била лидер во искористување на грантови? Да, у време на Арсенчо Алексовски. Да, значи имаше еден добар тим, тоа што збориме реално. И ова кутлеш од Вергината Брусеа, тоа беше дело уште од тогаш на Арсенчо Алексовски. Значи, борам сега пак и за Љупчо да кажам. Ние од Паланка од Куманово до Паланка идеме по тумби-румби дупки, ама гледам нов пат, ваму имаме сега Башка и плюс аутопатот од Ранковци навака го прават. Пурво работат, може и предизборно име тоа, но во секој случај, знаеш, сакам... Останува, предизборно, поизборно останува. Како и да е, сакам кога политичарите се борат за својот град, за својот народ. Јас сакам кога политичарите се тоа што треба да бидат. Така, да. Мој слуга, јас те плаќам, не слуга, лошо се, мој вработен. Слуга е, да. Јас те плаќам и ти немаш што да ми попуваш. Значи ти нема да ми продаваш памет. Ти ќе правиш тоа што ми треба мене. Крај на муабетот. Тоа е. Прв пат кога отидов на консултации за првиот испит, на уштип на правниот,
професорот ни вели Бранкица, дали знаеш што е министер? И сега ја почнав, нели, функција, ова, она. Не, министер е слуга. Готово. Иако ја тогаш кога ми избега, кога не ми дојде Мила Царовска мене, ај сега ја кажам емисијава, може уште стои тоа видео на Алфа кај Кети Гетевска бев, и оставивме празно столче. Значи, ако јас сум и на нејзе во случајов народот е работодавецот на нив. Да. Они се слуги. И ако не е задоволен народот, како работодавецот, тој слуга, те нема. Има друг. Никој не е незаменлив. Да бидеме реални. Значи... Обратно е кај нас. Ние, народот, осеќа страф од своите вработени, што се пратеници, министри, вамо таму. Сите луѓе, ние сите тие ги плаќаме. Ние треба, што вика Петар, ќе го цитирам, да си ја бараш услугата што ја плаќаш. Не да бараш полу, него да си ја бараш целата услуга што си ја плаќаш. Ти му даваш, ние им даваме 2 милиарди и 900, бруто 3,200. 3 милиарди и 200 у нивни раце им ги даваме, сите ние заедно. Знаеш што се 3 милиарди и 200 евра? Значи, тој треба да ми се клања, а не да ми продава памет. Мене што ти треба? Тебе не ти треба тоа. Добар ти е патот за дупки, приоритетни е се таму. И буквално така ги лажат. Ај се вамо ние послаба општина, вие и така за нас гласате, да им направиме на овие, па кога ќе победи, па тебе ќе те врава. Ко предприемачи некој се. Абе не сакам ти да ми кажеш твои математики изборни. Грујо, тоа го спомнав у друг подкаст. Грујо вика, ај ќе ги пуштиме малце, нека го кршат законот, нека маваат со куртони, нека прават вако, ама после кога ќе победиме, све ќе биде добро. Абе не сакам ја у твоите изборни математики човече да искачам. Јас сакам кога ќе искачам у град со децата да шетам, да нема чудаци фрикови со куртони, затоа што ја ако мамнам ќе ме уапсат. Значи сакам да важи законот, не ти барам чудо некое да створиш златна рибка. Значи, зашто за тие луѓе да не важи законот, за мене да важи? Зашто тие да му ги нарушуваат? Ја и ти сега да тргнеме да маваме со куртони, за 10 минути ќе сме у полиција. Не маќе кој сака да го види. И сега тој вика, мене математиката ми е, јас знам дека ќе победам у декември. Абе, мене ми е гале за твојата математика, човече. Јас сакам државата да функционира, не сакам на пауза да ти дур не победиш. Значи, јас сакам просперитетна држава, да напредува државата. Дали ќе биде Грујо или Мицкоски или не ме интересира, Заев, кој... Немој Заев, молим. Види, да ти кажам, кај лицата со хендикеп, ние кога збориме за правата, јас сакам државата да напредува. Значи, просперитет да има оваа држава. Доколку, сега ќе бидам искрена, крајно и брутално искрена. Јас сум член на ВМРО ДПМН, до неодамна бев и член на комисијата, Централната комисија за труд и социјална политика. Да, и ја напуштив до отпред една недела. При тоа што јас само ги застапував лицето со попреченост. И таму во таа партија, откако е основана, уште, ова беше историско нешто да се случи, лице у високопартиско тело, лице со попреченост. Да, ги почитувам колеги. Кога влезете? Многу. Пред, мислам дека година и нешто некаде. Така. Со Мицковски на... Да, со Мицковски. За волја на вистината имав подршка од него за во комисијата и по негова иницијатива тоа беше и он знам дека тогаш рече, ценам дека таму можеш да даеш повеќе придонес кога ќе си внатре. И така убаво почна, знаеш, да работиме, ајде, нели, трибини, ова, она, ајде и предлози од невладени организации, се до тоа убаво беше. Но, што се случи, кога доаѓаа невладените организации, значи сите рекоа, крајно време и по конвенција, по препораки и по се, значи сакаме лице со попреченост на листа, да се најде у парламент, и то не на 15-16, добитно. Сите ветуваа. Она што најмногу ме боли, што го ставив својот авторитет пред сите тие мои пријатели, лица со попреченост, дали се свети, дали се глуви, дали се со телесен имунитет, пред сите организации,
ставив својот авторитет, тие луѓе дојдоа за мене таму, во моја подршка. Значи, дојдоа таму поради мене. И они им ветија дека ќе има лице со попреченост. Второ, господинот Мицкоски, ја го почитувам, значи. Второ, на телевизија, на јавна телевизија, дури се пофали, да рече, имаме, вика, во високите партиски тела, лице со попреченост во комисијата. Да, и ја користам приликава, да ги поздравам, тоа е само мене, јас бев, во таа комисија лице со попреченост, и вика, ќе бидат дел од листите. За да на крај, да испадне сосема некој друг, јас сум член на ВМРО, не знам, како памтам за себе, за да на крај да испадне друга математиката. Така да... И па не се била вистинската невладина. Не тоа, вистинската невладина. Не, тоа е. Мислам дека има други калкулации, некои не знам како размислуваат. А па гледам и од пријатели што имам и членови од што се лице со хендикеп, па се членови од СДС и од таму има разочарување и кај нив не ги ставиле на листа, ептен само таму некаде во четворката. Мислам и тоа е вика понижување. Човек што стварно вреди, што има знаење, што е член на СДС, значи не е ставен на листа. Јас на пример би го поддржала, иако е од СДС, ама да е лице со хендикеп, јас би гласала за тој човек. Дали ме разбираш? Затоа што знам тој човек ќе се бори за моите права, нема да се бори Стојан Трајко Петко, оние што се у парламентот. Да. Тој што не ги искуси во прва рака. Саше, многу е полесно кога имаш представник у својот дом, у својот парламентарен дом, лице со попреченост, кој ќе рече барам измена и дополнување на законот тој. Нас што ни се случува? За една измена и дополнување на законот ние лобираме по сите политички партии, па сега не можел да те прими, па дојди утре, па ај у петок, ако не у петок, ај дојди у сабота. Буквално кај сите тоа се случува. А вака е многу по-олеснет процесот, знаеш. Јас сакав да те викнам за аналистите, ама ми рекоа со Мицковски. Значи, најотворено ти кажам. Ми рекоа во јануари. Јас сакав да те викнам и ми рекоа она е со Мицковски, не чекај, добро. И некој те предложи, ама после и те повлече. Марина ме праша, јас тогаш кажав, да, викам ја. И некој и те предложи. Не само што праша Марина, него некој те имаше пишано на листата и после самиот тој, пошто јас го гледам како се, кај мене ми доаѓаат нотификации, тој што те предложи, дали ти си му рекла, дали друго нешто било, те повлече од листа. Значи, еден ден дали седеше. Не сум знаела. На листа. Не сум знаела. И некој ми рече, и викам да ја прашам, не ја прашавај. Буквално така ми рече, со Мицковски. Добро. Ако решила, тоа е. Па, сега, не знам, значи, немам јас проблем, немој да ме сватиш грешно. Само мислам дека Мицковски не е решението. Тоа е. Види, тоа го оставам позади себе, јас излегов од комисијата, си дадов оставка. Мислам, и еве, па веќе горе доле си знаат они. Јас ќе излезам на независна листа во изборна единица тројка. Така да таму ќе ги кршиме копијата и со ВМРО и со СДС. Кога кажа, нели, кога проговоривме со тебе, нели ти реков, значи не сакам да се врзуваме за една политичка партија, значи буквално сакаме да идеме независни, единствено од вас побарав како движење бойкотирам да ни дадете нам подршка, нели, со вашите гласачи. Ние бараме подршка и од другите политички партии што мислам помаливе што се или нешто се још, значи нас секоја подршка ни е добре дојдена. И велам, ако не успееме, барем овој пат ќе не видат и ќе не препознаат, и ќе знаат дека имат паметни и интелигентни луѓе. Не се тие ништо попаметни од нас таму во парламентот. Не. Да се разбереме. Не можам ја да ги гледам, значи, да седи некоја пратеничка и со карминот на уста и да си
другиот да спие, третиот со нос да си чепка, значи не се ништо попаметни од нас. Дури и немаат ни основна култура, некои што ги гледам таму. Значи, мислам дека на овој систем му треба целосен ресет, од Да. корен. Знаеш како бираат пратеници? Значи ти имаш во една, еве нема да земам ни Скопје ни Крива Паланка, ќе земам Неготина. Во Неготина имаш 10 квалитетни луѓе, неоспорно во своите струки, што не се партиски членови, тие никад нема да бидат избрани. Значи тој може да биде Нобеловец. Но некој ринтач, што едино нешто што знае да лепи плакати, тој ќе биде ангажиран и уште пострашно некој мафијаш што може да му мафијаш, грешно го кажав, некој што има влијание таму во тоа Неготино, што може да му донесе 5000 гласа, ама е гној човеков, значи гној. И они си ја прават математика. Добро, гној. И така ги добиваме Крсто Муковски, Александрова, значи буквално на тој принцип, на математички принцип. Само да не испадне после независни ве го спасуваат ВМРО собрани. Или ама ќе си имаме, знаеш, доколку нема да го спасуваме, него ќе бараме, ја ти кажам од моје име, ако јас влезам во собрание, со никој што прифаќа Северна како реалност, не седнувам ни муабет да правам. Прво и основно, јас знам дека Северна може да се поништи за недела дена, бугарски може да се поништи буквално со враќање на учебниците од историја од прошлата година, што се. Буквално. И тоа е. Историјата си ја враќаш, ти си учиш, од што сака нека си прави, нек се жали кај што мисли, и со тиранска платформа поништување. Тие три кои не ми ги задоволи, значи јас сум гласач што бара само тие три нешта. Не ме интересираат автопати, не ме интересираат жичари, не ме интересира спорт. Спорт ме интересира, него не ме интересираат игралишта спортски, не, ништо не ме интересира овие три, затоа што сметам дека овие три работи се предуслов за се друго. Ако не ги вратиме овие работи, ние сме више територија, а територија не управува со собствени пари. Така ќе нема и за мене, и за вас, и за никого ќе нема. И за другите, и за даваме пари на глупости, на двојазични пари, на двојазични табли, милиони ќе даваме место да ве помогнеме вас. Значи тоа е срамота. Срамота е што го барат во социјална држава луксус терат. Види, за еден глас повеќе. Може тоа повисока дипломатија таму, тие договори и такви работи се тоа, но ја вака велам. Како може некој кога ќе отиде во Германија да ги почитува законите на Германија и да биде лојален граѓанин на Германија? Не го прашуваат, тепат. Така, да. Јас гледав, еден другар ми прати од Швајцарија снимка. Човек доаѓа и се расправа на шалтер у банка и вика на таа, ти како балканец наш. Доаѓаат двајца, не прашуваат што е работава. И со оние шок, електрошок. Како партал. Значи не смееш ти да се дереш. Требаш на шалтерот културно ваото. Значи него ни праша и луѓе вака се повлекуваат, доаѓаат тие двајцата у црно, го горат како партал и толку е со него. Следен пат кога ќе му текне на струјичето и нема да се расправа. Ќе збори со убав тон. Тој нешто и се закануваше на таа жената, не знам и што беше проблемот на германски збор. А јас немам проблем со албанците кои што се лојални граѓани на оваа држава. Овде, да, значи ја имам, еве ти кажав преска преку здруженијата, значи делиме иста мака, значи буквално ја немам проблем. Немам проблем се додека ме почитува, не ја почитува религијата, ми ја почитува државата. Ја што ги познавам тие се навистина лојални граѓани, не ги интересира политика и такви работи. Лојални ми е лош збор. Се што треба е да си ги почитуваат законите како секој. Како ја, како ти, како Петко, така и Арбен. Ја мислам дека и кај нив некој други влече конците за да еве за политички поени, за да се ќарат. Така да мислам дека и кај нив веќе е повисока свеста, зборам кај обичниот народ, кај оној
електоратот нивни што е, дека и кај нив е свеста на повисоко поради тоа што веќе вели, абе, доста вика со такви работи, вика, дајте ми леп да јадам, бе, вика, немам леп да јадам, деца, не сум вработен, бе, вика, не мене, вика, голема Албанија нема да ме нахрани, бе, вика, или бојази сум таа табла во Делчево или каде беше, или вика, Оди, мене тоа носи ја таблата у банка да видиш дали ќе ти го плати кредитот. Земи ја, скини ја и однеси у банка. Да. Значи, да Или у ЕСМ однеси ја. Левана да платиш сметка со таблата. Да видиш што ќе се. Значи, од моабети вака со нив, што знаеш, вика, мене не ми значи ништо таа табла у Делчево, вика. Значи, јас сакам леп да јадам, вика, да сум браво. Не му значи таблата ни у Тетово, човече. Значи, он му пише Тетово, Тетове. Ништо нема тој човек од тоа. Ништо. Ја поминува 70 на сат и толку е. Ништо нема. Еве, ја мислам дека за сега после ова коронава што е, и ова ми е малку дискутибилна коронава. Нема корона, готово. Ја мислам, ако преживеаме од коронава после ова од глад потркаме луѓе. Кој што велам, кој што читам колку фалеле пари, колку ќе се задолжувале, колку ќе отпуштале од работа. Викам, денеска прочитав на Facebook еден статус, не знам кој има се пишлено, вели, ко преживи гласаче. Да. Ко преживи гласаче. Да. Ке видиме. Јас не пред пауза у коронава, идев нон-стоп на работа, платата ми иде цела, така да ја не знам што е кризава, дури и кладилници затворени и кафичи. Прв пат пола плата. И гледам луѓе во леле, карантин, досадно чите за луѓе. Јас сум била у принудна изолација, принудна, поради тоа што државата не ми створила условите дома, така да мене овој карантинов што беше мене не политички мене ми не го осети толку. Секој дневие. Си читав некоја книгиче што сум испуштил и поминуваше, значи си спие повеќе, ќе си станам 2 сата сабота. Ма да ти кажам, многу убаво е ова навечер, сега не знам од колку е, ама шубаво, тивко, нема галама, нема моторджи, она избрчува. Јас сум моторджи, а немој да збориш. Не врчи мојот мотор толку, не врчи толку. Ама не може ти по зграда, значи, ти у 1,5 летно време отворени прозори, само ќе направи силно она, ќе ти извади. Не се зезам, не врчи мојот мотор, не ми треба мене замена за пенис, ја возам мотор заради мене, не да ме чујат комшиите. Мојот со пригушивач, али не е таков од тие што ги замислиш. Значи си имам ја ставам. Кафичите онаму што лупа музика, пеат 1-2 сат, значи ја ги разберам и младите, ама треба некако се најде дали да се дислоцират тие кафичи по онака по настрана од градот, да не е сега ти не можеш згради се тука ти у центар на град да лупаш музика до 2 до 3, некои има и луѓе што се на вистина не можат да поднесуваат ова бучава им смета на вистина некој. Значи, треба да се има некој ред, мене па добро ми дојде, викам шуво од тишина, вака. Ја ве гледам горе во Германија, значи. Ја не сум у Скопје, не сум видел толку тивко као за ова корона. Значи, тоа е чудно. Искачаш на цигара на тераса, ништо не пе. Интересно, значи, чудно. Деве, кога бев горе во Германија, ти веруваш дека попладне некаде од 2 до 4 или 10, значи не смеат ни право смукалка да укучат, бре. Навечер исто, завршува, значи нема галама, нема тропање. Тоа е една општа култура. Мене па ми е интересно. Знаеш, сега ќе ги поздравиме, бевме у Полска и земавме, сега на пољаците им дадоа прво место као домаќини, а реално ги потепавме Грцка и Бугарија и Турција, што се вика, бевме репрезентација прва на Бочија, за лица со попреченост. Ти знаеш, као се топчиња и се луткаат. Да. Кога бевме у Полска и сега до Бугарија, менталитет, што ти кажам, цигарче, тамо, вамо, тамо, летнала пластика од капучино, натакана. Аве горе у Полска, море хотел, се бањал, се туширал пред доле, пред врата, пуши цигари, бегај нагоре.
Значи, и како одма она се наместува она, ај чекај, тука Не се Европа сега пољаците, срамота, се не се настрахнува пољаците покултурни. Системот работи подобро. системот, така. Знаеш што се Истите сеќавам? македонци у Полска се понашаат, нема да ги познаеш како пољаци. Истите албанци у Германија се понашаат како германци. Точно, Затоа да. што нема избор поинаку. Ако мрдне од Ти системот, следува казна. Тоа ни фали на систем. Имам Вујко во Словенија и 8 деление, бев кога заврших 8 деление, тоа пред повредата, со автобус знам отидов и она кога стигнав во Љубљана, кога не чекаше, значи ова ми останало, а тогаш мојот класен па и скутни пријатели што со мојот Вујко рече ја идам и така да ја со него дете, моите ме пустија со мојот класен раководител, што ми беше за 8. Ја отидовме до кај Вујко ми. Знаеш што се случи уште во 8 делени, таа не дека Словенија била понапредна или не бре, сега у Европа била па почиста или позелена. Словенија била почиста, позелена и у време на Југославија. Убаво се сеќавам, во Љубљана, едно девојче му падна од бомбончиња на лифче. Абе се врати, може идеше 30 метара таму у кантичка, фрли лифчето од бомбончиња. Значи, Словенија и тогаш е имала таа култура, основна култура. Тој не дека она е сега во Европска унија, она и Југославија беше зелена и чиста. Да бидеме реални. Ние сме, како вика горе европјани, вие на балкански начин ги решите работите. Не, тап треба дека ништо и све едно нешто ми текнуе едно нешто, седиме така, еднашка правиме муабет и луѓе, знаеш што се по Германија, па ќе додат летно време или па ќе зазборат луѓе тука. Леле, само пушење, пикавци, ќе фрлаш, абе само како у Германија, абе закон, казна. Доаѓа ВМРО на власт, Груевски тогаш тоа ги донесе оние за пикавци, за плукање 50 евра. Кога ќе го лупне по джеп, аба многу казни. Ами сега чекај, нели сакаш како у Германија? Хајде сега, така, ја мислам дека народот треба тука ќе ти спорам. Значи и ќе завршиме тука, ќе се поздравиме зашто тераме сат и пол. Значи тука ќе ти оспорам затоа што Груевски, ја ќе ти кажам, носеше некои ситни глупи закони наместо да ги носи големите. Значи тие цигарите, пикавци беа последен проблем у државата. Тој пикавците ги казнуваше, а куртони фрлање не казнуваше, така да не сум многу љубител на Груевски и неговите закони. Тие знаеш кога се тие закони пикавци, кога тие се за Шведска, за Германија, каде што се веќе проблемите 90% решени, па сега дојдовме на пикавците, на тие пикантерии. Кај нас имаме многу поголеми проблеми за решавање од пикавци и цигари и некосена трева. Ако дојдеме до тие два проблема, до три, ние сме на конј, да ти кажам. И ја ќе им речам, сега дојдовме до овие три проблеми, слободно фрлајте пикавци, зашто све друго е топ. Уреду. Ќе ти се заблагодарам. Тука многу тераме, нема да не слушаат, немаат трпение луѓето. Мислам дека исцрпевме темите, а и останува поканата и за друг пат и за повеќе луѓе. Можеш да поканиш на ваква конференциска врска и повеќе луѓе со твојот проблем, со друг проблем, без проблем. Да, јас ќе потенцирам уште еднашка, значи на листата ќе има револтирани од едните и од другите, така да нека се позамислат и едните и другите. Нема да откривам кој се ќе биде на листата, а овој пат ќе се бориме од нас за нас и така да нека позамислат малку дали направиле грешка, како што изјавија. Сакаш да идете, значи јас ти обеќавам дека ќе идете уживо, тоа ти се некои 5-6 прегледи на Facebook и 500-600 на YouTube, може до тогаш ќе видат и повеќе. Те канам, секогаш кога имаш некоја тема, не мораме
Не мораме ни ќе ни сад биде- време да оправаме, колку Да, ти ќе ни треба биде, толку Саше, во живо. да, Саше, ќе ни биде добре дојде на секоја подршка. Ние немаме пари за да не финансира држава, као не сме политичка партија. Не знам што ќе направат, дали ќе дозволат да има независни од нив се можно. Мислам дека Ќе не. се бориме. Не знам, ќе видиме што ќе биде и како ќе биде. Ако не дозволат, тогаш ние сме решени да абстинираме од гласање. Ние лицата со попреченост и нашите семејства. Бројката не е мала, нека се позамислат кому му иде во корист, кому не, нека се позамислат. Нас, Они нека си прават математики, ние имаме ако избор. сме изтрпеле и сме толку време, ќе ги почекаме пак. Ти благодарам многу за гостувањето. Поканата ти стои и за лајв и за снимено, како сакаш. Значи и ти и секој можеме да се собереме и со Зоки и со други личности. Може, да. На овие теми имаме простор, јас ти кажам од свој простор, од свое време ова го правам со своји пари и е на располагање на сите. Тоа е. Сакам само да си ги поздравам сите борци по мака, моите другари сите борци по мака, они ми се значи најверни другари и тие се мојот имунитет, многу пати викам, тие се мојот имунитет. Ги поздравувам и јас и ви посакувам многу среќа во борбата. Вратите ви се отворени на овој подкаст на Facebook, на сајтот, буквално се што имате потреба. Ние сме вашата логистика. Дали убаво си помина вечерва? Малце закаснивме, ама. Да. Сега додека средиме ова. И ми се допаѓа што и лабаво завршивме малце со животни случки. Така. Да. Озбилно си завршивме лабаво. И мене ми беше интересно. Да, и мене. Поздрав до тебе, поканата останува. Се гледаме следен пат. Чао. Чао.